Поштовани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Тавоординација. Оваа Тавоординација започуваме со тема која што во последно време се погласно се зборува за нејзе. Тема која што ги засега посебно женската популација, зборуваме за остеопороза, а на линк од поликлиника Филип II го имаме доктор Петре Георгиев. Докторе, добро дојдовте еве на оваков виртуелен начин во емисијата Тавоординација, но поради условите кои што ни ги наложи пандемијата, е побезбедно на овој начин. Зборуваме за остеопорозата, каква болест е и што се случува со човечкиот организам кога оваа болест ќе се појави. Остеопорозата е една од најчестите коскено-метаболни болести кај луѓето, која зафаќа на возрастната популација, посебно пациентите над 60 години, е многу позастапена кај женскиот пол. 80% од сите диагностицирани пациенти со остеопороза се жени, а само 20% се мажи. Зошто се случува тоа е поради фактот што жените влегуваат порано во менопауза и нивото на хормонот естроген, кој што е многу битен во создавање на коскениот матрикс, односно цврстината на коската, започнува рапидно да опаѓа после менопаузата, за да првите симптоми на остеопорозата почнуваат да се појавуваат некаде околу 60 година од животот. Инаку во суштина остеопорозата, или кај народот позната како ронење на коските, представува намалување на цврстината на самата коска. Значи, калциум и фосфор кои што се депонираат во коската и се одговорни за цврстината на самата коска, почнуваат со тек на времето поради дефицит, како што кажав, на естрогени, но и под влијание на други хормони, како што е парат-хормонот, како што е тероидните хормони, калцитонинот. Значи е нарушен балансот на ресорбција и вградување на калциум во самата коска, таа почнува најпрво да станува помека, потоа да станува и покршлива, и затоа првите симптоми кај пациентите кои што страдаат од остеопороза се фрактурите кои што настануваат како резултат на најмала траума или можат да бидат дури и спонтани. Така, докторе, во текот на излагањето спомнавте дека женската популација знае да биде почесто нападната од остеопорозата. Се знаете ли причините зошто е ова вака? Жените, значи, се изложени, како што кажав предмалку, поради пораниот пат на половите хормони, односно естрогените. Меѓутоа, тука влијание имаат и други фактори, како што е пушењето на цигари, генетската предодреденост. Се знае веќе дека кај 60% од популацијата која што има диагностицирана остеопороза, генетиката има клучно значење. Потоа, употребата на некои лекови кои што влијаат врз метаболизмот во самата коска, тоа се гликокортикоидите. Се знае дека зголемена употреба на овој лек кај некои болести подолго од 3 месеци предизвикува остеопороза. Физичката неактивност и мобилизацијата на пациентите во кревет, подолгата имобилизација на кревет е исто така дополнителна причина за остеопорозата. Инаку, првите симптоми за остеопороза, за болеста на остеопороза се јавуваат, значи, како што кажа, после 60-та година од животот, со некои некарактеристични слаби, тапи, болки, најчесто во половината, во вратот, во нозете, кои што како одминува времето стануваат се поинтензивни, за да приметат пациентите нагла засилување на болката кога ќе настане некоја патолошка фрактура или фрактура предизвикана од остеопороза при најмал физички напор, качување по скали, при сосема благи падови, каде што самата коска е помека, покрашлива и настануваат големи фрактури. Најзасегнати е бутната коска, потоа рабетниот столб, како и вратната кичма. Друг симптом кој што е доста специфичен за остеопорозата е губењето на висината. Самите пациенти не го приметуваат тоа, меѓутоа нивната околина може да приметат дека има губење на висината кај овие пациенти. Зошто се случува? Затоа што настануваат фрактури на прашлените,
и тоа на половината во лумбалната кичма најчесто, бидејќи најголемиот терет на кичмата се наоѓа токму во овој предел. И тоа треба да биде аларм или индикација за да се направат дополнителни испитувања со кои што ќе потврдиме или ќе исклучиме постоење на остеопороза. Да напоменам само дека смртноста кај овие пациенти кои што се со фрактури и остеопороза е доста висока. Не преживуваат многу пациенти повеќе од 6 месеци со овие патолошки фрактури од остеопороза. Затоа е многу битно навреме оваа болест да биде диагностицирана, навреме да биде третирана и да се спречи и да се превенираат овие фрактури во третата доба кај овие пациенти. Во многу состојби и заболувања симптомите се оние кои што ни ја даваат првата слика за реакцијата на човечкиот организам, за промената всушност и на реакциите, но постојат ли диагностички методи кои што после првите симптоми ќе ни ја дадат јасната слика за клиничката слика? Да, златен стандард за диагностицирање на остеопорозата е остеодензитометријата или мерењето на густината на коската. Пациентот се става на апарат кој што го имаме и во нашата клиника, значи се поставува на апаратот, ја мери густината и ја споредува густината на неговата коска со густината на една здрава индивидуа, здрава млада индивидуа. Врз база на резултатот кој што ќе го добиеме, ние ќе го планираме понатамошниот третман кај овие пациенти. Доколку имаат веќе диагностицирана остеопороза, лекувањето е медикаментозно и не медикаментозно со лекови, значи пред се витамин Д, калциум и некои специфични лекови кои што пациентите ги земаат подолг временски период, после што се прави контролно испитување и се гледа дали имаме веќе некаков резултат во превенција од остеопороза. Кај одреден дел од пациенти кои што ќе ги фатиме во порана фаза, ние го викаме тоа или го диагностицираме како остеопенија, кај нив може да се оди само со превентивни мерки. Кои се тие превентивни мерки? Тоа е, значи, редовно изложување на сонце, бидејќи витаминот Д игра клучна улога во ресорбцијата на калциум од цревата и во градување на самиот калциум во коската. Летото треба да се искористи, значи за што поголема експозиција на сонце. Се препорачува дури во зимските месеци да се консумираат суплементи со витамин Д од 800 до 1000 единици. Потоа, значи, да се консумира храна која што содржи витамин Д, како што е рибата, како што е спанаќот, потоа јајцето, исто така има млекото, поголема количина на витамин Д. Тие се така не е класична терапија, туку не медикаментозен третман на оваа состојба, за да после одреден временски период од година-две се направи контролна дензитометрија, врз база на која ние ќе видиме дали дали состојбата е стопирана или прогредирала кон остеопороза. Остеопорозата знае да биде понекогаш и во онаа напредна фаза, непријатна за луѓето, но во кој стадиум, после кои терапии може да очекуваме дека пациентот ќе може да ги обавува барем оние најосновните елементарни обврски во секојдневието? Да, значи најбитно е пациентот да остане подвижен. Тоа заборавив пред малку да го кажам. Значи, колку е повеќе подвижен пациентот, колку има нормална физичка активност, ризикот да развие остеопороза значително се намалува, бидејќи самиот напор предизвикува нормално ремоделирање на самата коска и вградување на калциум во самата коска. Значи, она што е битно за сите пациенти како што ги велиме ние, во трета доба над 60 годишна возраст, е да имаат редовна физичка активност, да консумираат храна која што е богата со витамин Д, пред малку кажав, рибата, јајцата, млекото, зеленчукот, потоа да се изложуваат редовно на сонце, значи и според препораката на Светска здравствена организација задолжително кај пациентките над 60 годишна возраст да се направи превентивно снимање на густината на нивните коски, за да навремено пристапиме со соодветна терапија и спречиме некои
лоши состојби понатаму, како што кажа, фрактури кои имаат доста висока смртност. Кај мажите оваа граница е малку повисока, значи кај нив се смета дека од 70 години па натаму треба да се прават контролни снимања на густината на коските. Со еден збор, сите пациенти од трета доба, барем еднаш во животот, да направат проверка на густината на нивните коски, за да испречиме овие компликации кои што може да се јават подоцна во животот. Јас верувам дека има уште многу што да се зборува на оваа тема покрај апелите на пациентите за редовна контрола и систематски прегледи. Претпоставувам дека можеме да донесеме и некаква прогноза за послекувањето кај овие пациенти. Да, значи со овие лекови кои што моментално постојат на пазарот, голем дел, значителен дел од пациентите, значи имаат добар одговор и имаме најправо со опирање на прогредирање на остеопорозата, кој што е најбитно кај нив, значи за да не настанат одредени компликации, но најбитна е контролата навремена. Значи доколку ја диагностицираме остеопенијата или остеопорозата навремено, се почне со навремен третман, ризикот да се јават некакви несакани компликации подоцна во животот се значително помали. Доктор, ги спомнавме терапиите и начините на кои што овие пациенти можат да се лекуваат се со цел поквалитетен живот. Што е она кое што надвор од рамките на медицината го препорачувате за поквалитетен живот на пациентите со остеопорозата? Да, пред се првично е физичката активност. Препорака до сите пациенти, повозрастни пациенти наши, да имаат редовна физичка активност, не мора кој знае што, туку редовно пешачење во природа, посебно сега во летните месеци, во утринските приквечерните часови кога сонцето се уште не е толку многу јако, редовно изложување на сонце, особено во летото, и значи во зимските месеци проверка на витаминот Д. Заборавив и тоа да го кажам, значи контролата на нивото на витаминот Д е клучна за да знаеме дали кај пациентите треба да се додаде дополнително преку суплементација одредена количина на витамин Д. Втора фактор, како што кажав, е исхраната. Повозрастните пациенти треба да знаат дека треба да консумираат храна богата со калциум, значи млеко, млечни производи, може потоа риба, морска или обична, не е битно да се консумира. И тоа е едни општи препораки за овие пациенти кои што треба да ги почитуваат за да ризикот да се појави остеопороза значително го намалиме. Доктор, јас ти благодарам што одвои време и беше дел од вечерашното издание на емисијата ТВ Ординација. Се гледаме некоја од наредните среди со нова тема секако. А ние продолжуваме понатаму со темите кои што ги предвидовме за денеска. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на директорката на Здравствениот дом во Струмица, Љубица Митева, за каква е состојбата по однос на масовната вакцинација во Струмица, за овие неколку денови, колкава е бројката и кој најчесто од популацијата ни се вакцинира. Почитувани сограѓани, масовната вакцинација против COVID-19, која се одржува во нашиот регионален вакцинален пункт во салата на Никола Вапцаров, се одвива непречено по сите протоколи зададени од Министерството за здравство. Оваа недела од 2500 термини од мој термин за прва доза на Синофарм има дојдено 1718 граѓани и од 396 ревакцини на Pfizer, сите се потрошени за ревакцина на Pfizer. Апелираме до сите граѓани да се пријавуваат на сајтот на вакцинација МК за да добијат што побрзо термин за вакцина, бидејќи вакцинацијата е единствениот начин за борба против пандемијата. Им се заблагодарувам на сите здравствени работници од Здравствен дом Струмица и од Општа болница Струмица и на сите волонтери од Црвениот крст, кои сите заедно учествуваме во реализација на вакцинацијата на нашите сограѓани. И последна тема за вечерашното издание на емисијата ТВ Ординација, издвојуваме дали и понатаму ќе се носат заштитните маски на отворено. После последната одлука на Министерството за здравство по препорака на Комисијата за заразни болести, маските остануваат се до наредното
наредната епидемиолошка слика која што ќе даде и јасната слика дали и понатаму ќе останат маските на отворено за сите како задолжителна превентивна мерка против COVID-19. Колешката Ивана Вангелова работеше и на оваа тема, што велат струмичани. Дали е возможно веќе да се носат маските на отворено и дали се согласуваат за пролонгирањето на рокот на Комисијата за заразни болести, секако и под соамин од Министерството за здравство. Носењето заштитна маска и во затворен, но и во отворен простор е задолжително и останува да важи, освен за децата помали од 6 години. Вака одлучи на последната седница Комисијата за заразни болести. Иако во последните неколку недели се повеќе се намалува бројот на заразени и починати, маските ќе продолжиме да ги носиме. Струмичани се со поделено мислење. Продолжи да важи одлуката за носење маски на отворено. Вие се согласувате ли со ваквата одлука? Не баш, Ивана, да ти кажам, не се согласувам, бидејќи на отворено си е отворено, ама пак треба да се заштитаме. На некој начин, мислам. Па, на отворено маски се уште пожелно да се носе. Зошто мислите? Па мислам оти вакцинирањето не е застапено многу кај народо и едноставно тоа е заштита, немаше повеќе. Ами сигурно. Јас сакам маска да се носи, заштита. Јас мислам дека не треба. Нема потреба. Зашо? Има ли потреба за вонка маска? Нема потреба. Огужва кафлеваш. Огужва да, може, ама така не. И јас сум за без маски и за свадби. И стига плачаме малку да поиграме. Стига беше толку. Досадно веќе, стварно досадно, значи веќе грлото му боли од таа маска. А мислите дека маска на отворено не треба да се носи? Ние сме горе у Швајцарија и горе маската не е обавезна да се носи на отворено, само на автобуски станици, дека има не затворен простор, ама и на отворен простор дека што се станици за јавен превоз и негде дека што има повеќе гужви, а иначе така не е обавезна маската секаде да се носи. Во моментот Струмица брои 90 активни случаи. Во последните 24 часа од 2953 тестирања регистрирани се 87 нови позитивни на COVID-19 во Македонија, а пријавени се 17 починати лица. Оздравени се 197 случаи. Со оваа тема на колешката Ивана Вангелова го заокружуваме вечерашното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете во добро здравје, се гледаме наредната среда.